Dobro, najprve da ve pozdravim. Prviот момент кога се одлучив да предложам тет средба, се водев од фактот да спасиме што е можно повеќе човечки животи и да превенираме што е можно повеќе македонски семејства кои што ќе се соочат со траумата додека практично го поминуваат битката со пандемијата предизвикана од ковид вирусот или од короната. Врз основа на тоа можам да заклучам дека денешната средба и денешниот состанок е позитивен и успешен. А врз основа на тоа исто така сакам да додадам дека ја оставивме вратата отворена и за следни средби кои што доколку има потреба би се случувале во периодот кој што следи, бидејќи ние практично сме во војна со невидлив непријател кој што не бира ниту вера, не бира ниту нација, ниту пак боја на кожа. И затоа е потребно да покажеме државотворен капацитет и капацитет со кој што, како што кажав на почетокот, ќе спасиме што е можно повеќе човечки животи и ќе превенираме семејни трауми. Врз основа на ова што го кажав, можам да се осврнам на темите кои што денеска беа разговарани. Би започнал од измените во изборниот законник. Се согласивме и веќе утре на дневен ред во рамките на парламентот ќе биде измената во изборниот законник која што се однесува на терминалите за отчитување на отисок на прст или така наречени фингерпринт терминали и очекуваме успешно да биде изгласана во рамките на парламентот. Понатаму се согласивме да ги охрабриме преговорите, односно групите кои што во рамките на парламентот преговараа за останатите измени во изборниот законник, како што се измената на изборниот модел во една изборна единица или доколку има други предлози, понатаму отворени листи за советници на следните локални избори, понатаму избор за градоначалник во прв круг, со тоа што би бил задоволен определен процент од вкупниот број на запишени избирачи во таа општина каде што се бира тој градоначалник, и последно се разбира тука се гласањето на диаспората на следните парламентарни избори, се разбира надвор од ДКП-ат, односно дипломатско-конзуларните представништва. Односно онаму каде што дозволуваат законите да се формираат избирачки места надвор од дипломатско-конзуларните представништва. И последно се извинувам, а тоа се имплементација на препораките на ОПСЕ и на ОДИХР. Тоа што се однесува до изборниот законник. Втората тема беше работата во парламентот и се согласивме дека ВМРО ДПМН ќе работи во рамките на парламентот заедно со парламентарното мнозинство на сите закони кои што се однесуваат на реформската агенда поврзана со интеграцијата на Македонија во рамките на Европската унија и сите закони кои што се однесуваат на поддршката на стопанството, економијата, граѓаните и борбата против пандемијата. Тоа што во моментот е закочено во процедурите во парламентот, се согласивме дека треба да биде откочено, односно заедно опозицијата и власта сите закони кои што се однесуваат на реформскиот процес и интеграцијата на Македонија во рамките на Европската унија, понатаму сите закони поврзани со поддршката во стопанството, граѓаните, борбата против пандемијата, да бидат завршени, оваа помош да стигне таму каде што е најнеопходна. Третата тема за која што дискутиравме е процесот на имунизација на населението. Од страна на господинот Зоран Заев бев информиран дека во текот на месец април по разни програми се очекува да пристигнат во државата, да пристигнат во Македонија прилика околу 350.000 вакцини, со што би се започнал процесот на масовна имунизација на населението. А потоа сукцесивно и во месец мај, што би значило некаде од прилика 2 милиона дози, што е доволно за повеќе од 1 милион граѓани кои што би се вакцинирале во периодот кој што
кој што следува. Поврзано со ова, се согласивме дека откако процесот на имунизација на население и попишувачите, што е многу важно, ќе се случи пописот и затоа се договоривме истиот да биде одложен, наместо сега, во месец април, како што е планиран, да се одложи за месец септември, како можен период да биде 5-30 септември, 25 дена, апликацијата со која што се евидентира диаспората да остане активна до физичкото завршување на пописот, а локалните избори наместо на првата половина од октомври да бидат одложени за втората половина од октомври. Отприлика тоа беа темите, ќе ги повторам, измени во изборниот законник со примена на терминалот за очитување на отисок од прст или познати во јавноста како фингерпринт терминали, кои што се многу значени за подобрување на демократскиот капацитет на самиот процес, односно еден човек, еден глас, со што се спречува семејно гласење, кое што во минатото беше пракса. Понатаму, работата во собранието се разбира, информацијата околу имунизацијата на населението и последната тема, одложување на пописот, наместо сега во април, да биде во септември, помеѓу како можни термини се земаат 5 и 30 септември се разбира, а потоа сукцесивно на тоа и измени во изборниот законник. Прилика тоа беа темите за кои што денеска разговаравме. Ако има дополнителни прашања, ве молам повелете. Господине Мицковски, дали ме значи дека се договоривте дека законот за прогласување на законот за поништување на пописот ќе го поддржат се да се што го предложите вие? Технички како тоа во рамките на парламентот ќе помине, ќе биде усогласено во рамките на самиот парламент, да оставиме правниците да дефинираат процедурата, но дека ќе треба да се одложи од април за септември, ќе треба се. Како ќе оди таа процедура, ќе го службите во рамките на парламентот, претеничките групи, правниците ќе ја дефинираат. Не, немаше таква дискусија. Колоквијално беше споменато, тоа се шпекулации во јавноста и оставам на сферата на шпекулациите, дали ќе биде како што некој тоа го најуваше широка, не знам концентрациона, тоа што ние го баравме во минатото како влада на Национален спас или експертска, во овој момент на оваа средба немаше таков сериозен разговор. Се договоривме, се согласивме дека е неопходен диалог, довербата се гради и таа е двонасочна улица, конструктивноста е двонасочна улица, бројките вакви какви што се во парламентот подразбира дека власта и опозицијата за сите важни процеси пред да бидат ставени на маса треба да изградат заеднички став. Тоа значи дека прашањето дали ќе бидеме конструктивна опозиција подразбира дали ќе имаме конструктивна власт. Ако имаме конструктивна власт, ќе имаме и конструктивна опозиција. Тие две работи се една со друга поврзани. Или во физиката тоа се вика акција и реакција, тоа е Њутонов закон. Онаква реакција каква што имате, ќе имате таква реакција спротивно насочена. Се надевам дека денеска ќе испратиме силна порака во овие тешки времиња за нашите сограѓани, кога луѓе губат животи, кога луѓе се соочуваат со пандемијата и живеат во силни трауми, дека најмалку што сега ни треба е политиканство. Да се бориме да спасиме човечки живот и што е можно повеќе луѓе од траумите кои што се предизвикани од оваа пандемија. Благодарам. Врз основа на тоа што минатата година и минатиот состав на парламентот, сите политички партии ги изгласа измените на изборниот законник кои што вклучуваат примена на ваков тип на терминали за очитување на отисок на прст. Имавме консултации
И денеска во рамките на парламентот имаше подготвителна средба кај спикерот, во кој што беа присутни координаторите на пратеничките групи на сите парламентарни партии и се согласија дека во текот на утрешниот ден оваа точка ќе биде на дневен ред и ќе ја поддржат сите парламентарни политички партии. Да. Да, ВМРО не бараше широка влада, напротив, тоа не беше од нас кажано, ние баравме експертска влада, односно влада за национален спас, создадена од експерти, но како што кажав, на оваа денешна средба, главниот мотив беше да спасиме што е можно повеќе човечки животи и да спасиме што е можно повеќе семејства од траумата предизвикана кога ќе се соочите со ковид пандемијата. Не сакавме да политизираме, не сакавме да се занимаваме со политиканство, едноставно сакаме да упатиме порака дека во овие моменти ни се важни човечките животи и борбата против пандемијата. И сите, ако сакаме, можеме заедно да постигнеме повеќе во таа битка, а она кое што јас како претседател на ВМРО ДПМН и како би рекол лидер на опозицијата го побарав од другата страна најде на одобрување. Се разбира, во животот има моменти кога консензусот е многу важен. И мислам дека оваа порака од страна на граѓаните ќе биде примена, наместо денеска ние да зборуваме за потенцијално загрозување на здравјето на граѓаните, да зборуваме за дилемите околу тоа дали ќе имаме фер или нема да имаме фер локални избори, дали ќе имаме блокиран парламент. Мислам дека ова е силна порака, дека во овие тешки моменти најмалку она кое што им е потребно на граѓаните е политиканство. Она кое што денеска ние како порака треба да го упатиме, како политичари, не зборам само ние двајца, туку зборам сите останати политичари, е дека е потребно да спасиме што е можно повеќе човечки животи. Не, секој граѓанин е важен. Повторно одбивам да дискутирам за политиканство, врз основа на она кое што јас го знам, кое што бев информиран од страна на господин Зоран Заев, е дека во среда, во рамките на парламентот, ќе има состанок помеѓу координаторите на пратеничките групи и ќе се разговара токму за ова за кое што вие сега ме прашувате. Но тоа беше на ниво на колоквијална информација, а не на суштинска дискусија. Да. Разговаравме дека и во иднина, доколку има потреба од ваков тип на средби помеѓу мене и господина Зоран Заев, дека ќе има такви средби и во иднина, зошто да не тоа биде и проширено и во поинаков формат. Но, имајќи го предвид карактерот и важноста на моментот, потребни се резултати, квалитет, а не квантитет. Господин Мицковски, ако добро ве разбрав, само апликацијата за самопопишување ќе остане отворена се до завршувањето на пописот во септември. На евидентирање. Апликацијата за евидентирање на диаспората. Значи ќе може да се попишува диаспората до 30 септември, Да. до завршување на пописот. Да, ќе остане отворена. Да. Ви благодарам на вас и ви посакувам добро здравје вам и на вашите семејства. Да ми бидете такви какви што сега ве гледам. Поздрав!